Добар ден, почитувани гледачи. Денес во емисијата Под лупа ќе пловиме, се надевам, по мирни води, по Охридското езеро, но и по другите водени ресурси, како што веќе најави во дневникот, а во тоа ќе ми помогне капетанот на капетанијата на пристаништата на Охрид, господинот Горан Устјановски. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте во ТВМ. Добре ве најдов. Господин Устјановски, нашата последна вака официјална средба беше веднаш од кога бевте назначен за прв човек на капетанијата на пристаништата на капетанија Охрид и тогаш зборувавме за сите оние планови кои што треба да ги реализирате. Сега веќе речиси година и половина сте капетан на Охридската капетанија, па што се случуваше во овој изминат период? Па, онака како што рековте, некаде околу година и пол од кога дојдов во капетанија, и ако направиме на ретроспектива на сите настани активности кои што сме ги правеле, прво можам да кажам дека дојдов во период кога беше вон сезона, што беше една огромна позитивна работа, да ги спознаеме работите малку внатре во редовите на капетанија, малку околу своевидна реорганизација на кадарот, поставување на некои нови принципи во однос на работата и така натака и така натака. А после тоа и постепено зафаќање со реалните проблеми и на терен, интервенција во законската регулатива, носење на некои подзаконски акти, измена на некои постоечки законски акти, за тоа да резултира во на прагот на претходната туристичка сезона со зголемени инспекцијски контроли на терен, па промена во однос на техничкиот преглед на чамците, малку заострување на некои критериуми во однос на полагањето за испити, неколку сериозни интервенции во Законот за внатрешна пловидба, усогласување негово со реалните потреби на терен. Значи, активностите во секој случај се богати, има доста полења се засегнати, како што реков, и од инспекцијската контрола, интервенциите во она што викаме теоријата на целава работа и така натака. Така, значи Охридското езеро, или како што ние го нарекуваме нашето Македонско море, е еден голем воден ресурс каде што имаме активен воден сообраќај, но сето тоа треба да се регулира за да се одвива онака како што треба. Значи имаме голем број на чамци, околу 1300 чамци се регистрирани, ама тоа на ниво на Македонија, но не се сите тие активни. Колку чамци активни имаме во кои што пловат на Охридското езеро, имаме исто така и 5 бродови, уште еден сега е во тек неговата регистрација, значи сето тоа треба некако да се регулира за да немаме некакви несакани случувања. Во однос на тоа, да, дојдени сме во книгата на чамци, регистарот на чамци до преден број, некаде преку 1300. Рековме дека тоа се чамци кои што од почетокот се запишували и така натака, и тоа не е гаранција дека сите тие денеска се во пловна состојба. Капетанијата води некоја одредена, значи, евиденција колку од нив се пловни и цениме некаде околу 500 на територијата на Македонија дека се активни. Значи, има чамци кои што биле запишани, па се од времето, значи, да речем, ајде, својот век го завршиле, па не се отпишани од самиот регистар на чамци и така натака. Во однос на бродовите, рековме дека имаме 5, во моментов активни 4, 5-тиот е во фаза на регистрација, односно треба се преземаат мерки за негово излекување на суво, прегледи и така натака, така што во секој случај флотата она која што имаме е збогатена за уште еден, да речеме, нов брод со релативно голема носивост, 150 патници, и можеме да кажеме дека ситуацијата на Охридското езеро оди напред, а не се враќа назад, бидејќи, знаете, ако сте мотивирали повеќе луѓе да станат собственици на чамци, па мотивиран е некој стопанственик да вложи пари со кои што би направил брод и така натака, тоа е ситуација која што, да речем, во некоја иднина ветува, дека насоките на развој на туризмот, гледањата на езерото и така натака се во некоја позитивна насока, нагорна и развојна. Дали овој број на пловни објекти е, да речам, голем, мал или доволен за овој ресурс воден како што е Охридското езеро? Видете, тие се некои, да речем, сите ние имаме некакви теории во однос на тоа дали бројот на чамци или на бродови на Охридското езеро е преголем или премал. Охридското езеро треба да бидеме свесни дека е на затворена количина, односно на вода, најголем резервоар на питка вода во Европа. И ние не смееме да се однесуваме некоректно и неодговорно према него. Меѓутоа, не смееме да поставуваме одредени дискриминирачки мерки во однос на бројот. Ние можеме да ги изголемуваме
и да ги заоструваме стандардите во однос на екологија, во однос на еколошките стандарди кои ги исполнуваат, значи самите чамци и бродови, па после тоа да гледаме на нивната старост, техничка исправност така натака, меѓутоа не смееме стриктно да кажеме олку бројки имаме на чамци и олку на бродови. Ние на пристаниште имавме една интересна дискусија со еден од собствениците на бродови, заинтересиран од некаков личен свој профит и можност значи во езерото да се ограничил бројот на бродови. И јас како контра реплика го постави прашањето: во ред, ако сакате да имаме пример, условно речено 10 бродови на Охридското езеро, ево вие кои што предлагате ограничување, извадете го вашиот број на суво, брод на суво, да пуштиме еден нов и повторно ќе бидат 10. Значи ситуацијата и условите за кого ќе се мајка, за кого макија. Така, значи тука не можеме да вршиме, како што рековте, Апсолутно. Дискриминација, но сепак треба да се направи некаков ред. Еве сега со измените на законот за пловидба ќе се овозможи регистрација на сите оние чамци кои што досега не беа регистрирани и едно мало појаснување како сето тоа ќе тече. Ние ја обработивме оваа тема во информативната, но сега малку поопширно за гледачите на Лупа. Дефинитивно, тоа е една акција, еден процес кој што бараше и интервенција во законот и ние направивме значи таа интервенција во законот, Министерството за транспорт и врски пред парламентот. Помина таков член на законот кој што овозможува така наречена легализација на чамците. Добро е што неколку пати сме ја начинале ова тема и преку одредени интервјуа и сега чисто да појасниме луѓето да не бидат во недоумица, односно да се знае кој подлежи на таа легализација, кој не. Процесот легализација е наменет за сите оние собственици на чамци кои досега немаат регистриран чамец, но немаат и доказ за собственост над него. Знаеме дека во Охрид порано беше доста застапена појавата да се градат охридски чамци во домашни услови, ке одредени мајстори кои што ето ги познава вештините на градба и така натака, меѓутоа градејќи ги на таков начин луѓето немаа можност да ја докажат собственоста врз таквиот чамец. Не го пријавиле во капетанија, не поднесле да речеме определени документи, иако процесот на самоградба бил регулиран. Треба да се дојде во капетанија, да се поднесе пријава, да се поднесат сметките за купени материјали, да се донесе изјава дека чамецот е ваш, да се донесе изјава на мајсторот кој што го правил и со тоа недвосмислено се гледа дека чамецот се гради. И врз основа на таа пријава на чамец, капетанијата во своите служби испраќа стручни лица кои што чамецот во одредени фази на градба го следат, значи како се гради. Меѓутоа порано не да сватиме дека луѓето биле лоши или нешто друго планирале, па не ги запишувале чамците, мислеле дека може така да се плови, дека ќе живееме во некој недоглед, во некаков систем кој што нема да не контролира, дека и така натака, меѓутоа тоа е апсолутно погрешен потек и тоа не смее да дојде така, дефинитивно. Дефинитивно не смее да дојде така, бидејќи сега во ова време се створи проблем за тие луѓе. Да. И се створи на луѓето кои што 99% од нив си ги владеат совесно чамците, нивни се, неспорно е. Има чамци со пониска сметководствена вредност, меѓутоа немате документ да докажете дека е нивни. Сега ние предвидовме тука една постапка како тоа да го направиме, бидејќи обичната изјава за собственост дадена само пред капетанија е еден лабав доказ дека тоа е така. Постоја разни случаи на украдени чамци, па донесол тука, па кажал дека го градел сам. Значи, со цел да не доведеме до одредени проблеми во тој однос, значи, ние процесот го испланиравме на следниот начин. Оној кој што има чамец, а нема доказ за собственост, односно не го пријавил во градба, во капетанија, нема договор за купо-продажба, нема царинска декларација ако чамецот е увезен, бидејќи имаме ние доста чамци, кајчиња кои што се, да речеме, од југословенско производство, од типот на Елан, Маестрал и разни други од Русија носени алумински кајчиња малечки, кои што не можеле да се изградат во домашни услови, јасно е дека од некаде се купени па носени. Добар дел уште од Југославија затекнати на нашиве езера. Секој собственик има право до надлежниот суд, каде што живее, до местно надлежниот суд, да достави предлог за легализација, односно за определување на собственичкото право на тој чамец. Во тој случај, судот е должен за 3 дена да извести капетанија дека таков чамец и таков собственик се појавил, со карактеристиките на чамецот, со фотодокументација, ако чамецот има идентификацијски броеви, фабрички броеви и така натака, доколку се работи за фабрички чамец, ние како капетанија сме должни во рок од 48 часа да го објавиме на страницата на Министерството за транспорт и да го објавиме на огласната табла во капетанија. Тоа е така со цел
30 дена да поминат на изложување на тој чамец пред јавноста со цел да се види дали на определениот чамец некој има определени претензии. Дали е украден, дали нерешена оставинска постапка, дали царински деликти и така натака. По 30 дена, ако не се појавил никој и не повел парнична постапка пред судот, судот ќе донесе решение со кое се определува сопственичкото право на барателот. Доколку се појави втор сопственик кој што ќе оспори сопственоста на дотичниот чамец и сопственикот во неговите намери, во тој случај судот ќе ги покани на парнична постапка и таму постои рок, значи за 15 дена мора да ги покани на парнична постапка и таму да докажат собственост, односно да докажат чиј е чамецот. Така. И нормално при поднесувањето на документите тие понесуваат изјава со која под морална и кривична одговорност тврдат дека чамецот нема. Доколку лажеле, ќе се соочат со друг дел од законот. Така. А што ако еве и после ова не се јават собствениците на чамците во судот, не побара да ги легализираат и за техните такви кои што не се легализирани, што после тоа? Што ќе се превзема? Исходот е многу јасен. Исходот е многу јасен, недвосмислен, нерегистриран чамец подразбира на казнени мерки, односно се поведува прекршочна постапка за употреба на нерегистриран чамец со непотврдена техничка способност и нормално може да се јави сомнеж, односно значи полицијата може да го однесе, да го одземе чамецот, бидејќи тоа беше пракса да речеме и на нашиве патишта порано со моторчиња, мотори и така натака кои што немаат сообраќајна дозвола и се уат секакви сомнеш дека можеби се украдени и така натака и ќе бидат одземани. Така, сега ова ме испровоцира да ве прашам дали таа регистрација и легализација на чамците ќе значи некаков нивни технички преглед за да се дозволи тој чамец да биде регистриран, значи да ги задоволува сите оние перформанси кои што треба за да може да плови. Значи, ако имате чамец, пресудно е, односно главната причина зошто го имате е за да пловите. Никој не купува чамец за украс по дворот или дома. Сега, ако сакате да пловите, имате доказ за собственост, имате фактура, купо-продажен договор, царинска декларација, или ако ги немате нив, сте го обезбедиле своето собственичко право по пат на легализација, вие имате доказ за собственост со кој што можете да истапите пред капетанија и да побарате технички преглед. Значи, не се обврзани луѓето да ги регистрираат во капетанија, односно да дојдат во капетанија да вршат технички преглед. Ако некој сака употребата на чамецот да одложи за следните 5 години или 3 години, не му е интересно оваа година да плови, апсолутно не мора да го регистрира. Не мора да биде регистриран чамецот ако е насуво. Чамецот треба да биде регистриран кај нас само доколку се употребува. Колку време таа регистрација важи? За чамци без надградба, со надворешен мотор, регистрацијата важи 5 години. 5 години, со тоа што собствениците се обврзани да имаат полиса за осигурување секоја година. Цената на прегледот кај нас е символична, 250 денари за обичен чамец и мотор до 10 коњски сили. Така што апсолутно или осигурителната полиса е некаде во рамките од 900 до 1000 денари во различни компании, апсолутно не постои ни една причина да не биде регистриран покрај толку символичните средства. И сега ми кажавте вие и уште една новина која што ќе влезе, не знам дали тоа влегува во оние сите барања за регистрација на еден чамец, но ќе треба чамецот, не дај Боже, при некаква несреќа и при негово превртување да се задржи на површината на водата. Ми објаснивте вие како тоа е можно, значи дали тоа ќе мора сите чамци да поседуваат таков еден вакуумски простор кој што ќе го задржи на површината да не потони? Чамците кога се градат, треба да имаат една карактеристика која се вика непотопливост на чамецот. Без разлика на тоа што денеска, да речеме, не постои охридски чамец кој што е непотоплив, бидејќи со текот на времето и со нефункционирањето на одредена алка во надзорот, во инспекцијскиот надзор, се довело до тоа да чамците наши од непотопливи во текот на 60-тите и 70-тите години се претворат во потопливи и крајно ризични. Што се случило меѓу време? Се случило, време? значи познатите воздуси кои ги викаме во самиот чамец, напред и назад, затворените простори, значи никогаш не служеле за значи теоретски тие не служат за чување на канти, сидра, мотори внатре и разна придружна опрема. Тие служат за во нив да има заробен воздух кој што ќе го одржи чамецот на површина вода при превртување и со самото тоа, самото кајче ќе стане средство за спасување. Меѓутоа,
не се водело сметка еднаш, два пати, три пати, неколку години и така натака, сето тоа излегло од контрола. И луѓето, и оние кои подоцна граделе кајчиња, ги изградиле на таков начин, апсолутно несвесни дека тој простор мора да го затворат херметички. И денеска сите кајчиња кои што се изградени на тој начин не можат да бидат додуша ни преправени да тој простор го затворат херметички луѓето. Тоа може да го постигнат сега со набивање на стиропор во истиот простор или под седиштата, со затворање на канти кои што се херметички затворени, со полнење на познатата пурпена и така натака, значи се бараат сега начини како одредена, тоа е импровизација, но мора да се направи за кајчињата да се стави функција. Ние ставивме сега еден императив, оние кои што вршат такси превоз да мора да бидат непотопиви заради безбедноста на луѓето. Ние, значи, не сакам веќе да се сеќавам наназад. Имавме еден случај кој што ни го загорчи животот на сите нас, охриѓани, и да не допринесиме за втор случај, бидејќи, знаете како, несреќите не треба да се случуваат секој ден, па ние да сме опоменати. Еднаш се случи, не опомена за веки и веков. Се надевам дека ги излековме поуките и дека уште наш, како што рековте, нема да дозволиме нешто такво да се случи. Поуките, велам, мислам, сметам барем и се надевам дека најголем број од луѓето ги извлекоа. За оние кои што не ги извлекле поуките се однесуваат несериозно прво према себе, своите блиски, према околината, затоа сме ние тука да преземаме мерки и да контролирате ред. Така да, така. Малку сакам да позборуваме за тој карактеристичен охридски чамец. Малкумина знаат од кога датира и од каде потекнува. Значи некаде од 40-тите години на минатиот век тој е изграден по урнекот на еден холандски чамец. И пошто е тој специфичен и зошто ете со тек на време веќе е почнал да изумира тој охридски чамец и таа форма, а вие имате неколку идеи, сакате да го возобновите. Како што реков, охридсково кајче е еден препознатив и треба да стане веројатно еден препознатив бренд на Охрид. Меѓутоа не било какво кајче, туку кајче кое што ќе биде направено со некаков редослед, со почитување на некои стандарди и на крајот ќе биде безбедно. Како што рековме, тоа кајче го заменало дрвениот чун кој што бил направен спрема потребите прво на рибарите. Така, значи со веслите од позади, со еден огромен, така поголем работен дел за мрежи за рибарска опрема, меѓутоа по холандски урнек направено е првото кајче кое што го имаме ние овде и можам да речам дека во Охрид со текот на времето се развиле такви мајстори кои што до совршенство ги правеле тие кајчиња да бидат, да речем, технички издржани. Иако немале определена стручна литература, не почитувале проекти и така натака, меѓутоа работната рака на еснав мајсторите била од искуство знаеле што треба и како. Од искуство знаеле како треба и што треба. Меѓутоа, дојде новото време, се појавија кинезите, се појавија кои се на пазарот, почнаа да прават пластични чамци, брзоходни, така ги познатите глисери и така натака. Значи апсолутно доаѓаме до време кога мора да се модернизираме. Ние сега не можеме да остануваме во 30-тите години, во 40-тите. Меѓутоа, ако во Македонија има огромен број на брендови кои што ги имаме, почнувајќи таму шорпланинското сирење, па шорпланинецот, па македонската пчела и така натака, треба да поводиме сметка да и ова наше кајче ние си го издиференцираме и да кажеме дека она е охридски чамец. Моите гледање на себе ова е дека одесен па натака ќе ги преземаме тие мерки, како капетанија, да изготвиме решение за сите оние луѓе кои што сакаат да изградат охридски традиционален чамец. Односно да не лутаат во однос на димензиите, во однос на стандардите, да не се појават аномалии во самата градба, туку да направиме типизирани. Една скица да си. Да, една за сите, односно за определени должини, 4, 4,5 метра, 5, 5,5 и така натака, доколку ќе речеме, условно речено до 7. И оној што сака да гради охридско кајче ќе дојде во капетанија, ќе поднесе пријава, ние ќе му дадеме копија од проектот и полесно ќе биде дури нашите инспектори да го пратат во градба, само дали соодветствува граденото спрема она што е во самиот проект. И во тој случај нема да ни се појавуваат кајчиња кои што нема да исполнуваат одредени услови, непропусноста, односно непотопливоста ќе си биде вцртана во самиот проект, така ќе си биде изведено уште од самиот старт и ќе ги избегнеме сите проблеми. И ние ќе имаме еден заштитен, да речем, не скроз, меѓутоа и да речем полузаштитен бренд, уште еден за Охрид, кој што можеби понатака ќе може да се заштити и пред некоја меѓународна институција, зошто да не? Така.
Идејата ви е добра, само уште треба реализација. Сега покрај кајчињата имаме и рековме 4 бродови кои што сообраќаат по Охридското езеро. Можеби до ова лето ќе се регистрира и 5-тиот. И каква е состојбата со овие пловила? Значи сигурно имате извршено технички преглед, дали сите оние работи, перформанси кои што мора да ги поседуваат ги има, дали имате затекнато некакви неправилности, дали некој подлежал досега и на некакви санкции? Значи вака во однос на бродовите ситуацијата е непроменета од оној период кога разговаравме во последната емисија или кога веќе останатите новинари се интересира за состојбата на бродовите. Техничкиот преглед сега повторно во важност е договорот со Биро Веритас, кој што сега во април месец треба да изврши меѓу преглед на 2 брода. Останатите се со важечки сертификати, тие си ги водат кога треба да имаат определени прегледи и така натака. Меѓутоа, да бидеме начисто, ние прегледите од Биро Веритас се една појдовна основа и, да речем, ајде најголемиот дел од оно што ние го сметаме за техничка исправност на самиот брод. Капетанијата тука има своји надлежности. Значи, не вршиме технички преглед на бродот и го оставаме до следниот преглед на Биро Веритас. Биро Веритас не може да дојде од Белград или од Антверпен и да гледа дали на бродот има рефлектор или свирка или на бродот се појавила некаква... Што беше една можеби од најголемите грешки што ни се провлече при минатиот овој несакан настан кој што го споменавте? Знаете, јас тогаш се занимавав со реална пловидба и да не навлегувам во работата на капетанија во тоа време, неблагодарно е можеби од овој аспект сега, не познавајќи ги тие некои детали, колку се контролирало и толку не. Јас сега кажувам што треба ние да правиме и од тоа отстапување не треба да има. Есеноска на 2 брода се најдени определени недостатоци кои што мора да резултираат со ограничување на нивната пловидба, додека не ги отстранат определените недостатоци. Собствениците уредно фино ги сватија, си ги поправија и повторно си се во функција. Значи, има определен дел кој што важи за Биро Веритас, големиот дел, во однос на тоа дека тој мора да гарантира дека бродот нема да се преврти или бродот нема да се скрши напола. Да зборуваме отворено. Меѓутоа, во моментот, тој затекнал на бродот, условно речено, 150 појаси за спасување. Што не мора да значи дека и тој си заминал за Белград. Така. Си се вратил или во Белгија или било каде. И тоа капетанијата не може да остави сега до следниот Биро Веритас преглед да бродот има или нема појаси. Да тие некои работи да не бидат дискутабилни, капетанија е многу будна во тој однос и тука по пуштање не сакам да разговарам. Малку ќе ве одморам, веќе е време за реклами, ми јавуваат од режија, потоа ќе продолжиме со интересна тема, интересен разговор. Ќе видиме каде се овие пловила ќе можеме да ги згрижиме, бидејќи рековме бројката не е ни малку мала, а ќе има и уште повеќе во догледно време. Така. Господин Стојановски, зборуваме на тема, еве за сите гледачи кои подоцна се вклучија, за пловилата и пловидбата, организацијата на пловидбата и нејзината безбедност по Охридското езеро и другите ресурси водени во Република Македонија. И кога зборуваме на оваа тема, морам да ве запрашам, тоа ни веќе е некако рак рана, изградбата на таа марина, каде што сите овие пловила ќе бидат згрижени. Години наназад разни идеи, разни проекти, но еве досега никаква реализација немаме. Најново, градоначалникот Бакрачевски пред можеби 2 месеци излезе со еден проект за изградба на марина кај градското пристаниште. Еве сега едно ваше објективно, субјективно, стручно, лично мислење, што мислите, дали тоа е соодветното место за изградба на една ваква градска марина? И каков проблем ќе се реши всушност со нејзината изградба? Да, добро рековте, рак рана на нашава пловидба и нашето езеро е марината и јас недвосмислено сакам да кажам дека до решението како ние охриѓани и Македонија и сите наши туристи да дојдат до марина, никогаш не сме биле до марина поблиску отколку сега. Бидејќи нејзината функција и потребата за марина со ова локална самоуправа е најмногу и најконструктивно сватена. Градоначалникот видов дека тоа што го објави во однос на марина кај градското пристаниште, таму имаше едно појаснување, мора да се знае дека тоа е само некакво предидејно дури решение
да не ствара забуна во однос на формите, во однос на големината, димензиите, да не ствара забуна значи кај јавноста. Тоа е уште многу веројатно ќе треба да се работи од стручниот дел во тоа, во однос на снимањето на ветровите и така натака, кој што ајде да речеме тоа веќе ги знаеме, но потребата е голема, трендовите се смена, наутичкиот туризам добива се поголеми размери, луѓето се повеќе доаѓаат до пловни објекти со кои што, да речам, се подостапни на пазарот, ево сега имате глисери од по 5-6 метри, кои што можете да ги купите и за цена, можеби, како еден така, среден автомобил. Сакам да речам дека дојдат да бидат подостапни на пазарот и се зголеми нивниот број. Зголемувајќи се нивниот број, луѓето веќе бараат место кај да ги чуваат, мачно е кревањето, спуштањето постојано и така натака и така натака. Така, за сега единствена опција ни е каналот, кој што не е соодветно место. Да, за сега единствена опција е каналот, фала Богу да го имаме, значи и него. Меѓутоа, во однос на местото, мора да бидеме најасно дека денеска во современи услови, со овие знаења во градежништвото, со ова градежна оператива, се прави се на секое место, апсолутно. Се зависи само во однос на средствата и во однос на тоа, оно што е најважно, да не осквернавиме некое место кое што перспективно е потребно за развој на туризмот или за развој на наутиката и така натака. Значи, околу локацијата, тука ќе биде пресудна, да речам, пресудно ќе биде решението на локалната самоуправа во однос на тоа каде таа го гледа ширењето на градот, поставувањето на инфраструктура и така натака и така натака. Точно е дека во центар на сите некои градови кои што нешто значат во пловидбата, да речам, или во туризмот, а се покрај вода, покрај езера, покрај реки или покрај морења, океани, марините се некако некој составен дел од самиот центар. Ако е таа добро осмислена и добро вклопена во просторот, може да биде дури и украс. Значи, не мора да значи дека ќе го нагрдува или ќе го деградира тој простор, но зависи како ќе биде сето тоа осмислено. Кога ќе биде осмислена и кога ќе биде изградена по стандарди и со почитување на естетските форми и норми, нема шанса да биде нагрдување за околината. Нагрдување за околината ќе стане ако падне во рацете на несовесни луѓе, кои што нема да ја одржаваат, кои што нема да водат сметка за поставувањето на пловните објекти внатре и така натака и така натака. Таа, ако ние сами охриѓани и сите тие кои ќе користиме не ја нагрдиме, сама од себе нема да биде нагрдена сигурно. Колка е вашата одговорност еве сега како капетанија за сите оние пловни објекти кои што се во градов постојано, затоа што имаме една бројка на пловни објекти кои што постојано се во, ете да речам, минималното, минимизираното, импровизираното пристаниште кај каналот, но имаме и оние кои што во летниот период доаѓаат и сигурно бараат некаква сигурност, некаква заштита и претпоставам за тоа вие треба да сте одговорни. Не, капетанијата значи не стопанисува. Капетанијата не стопанисува нити со пристаништето, нити со каналот. Капетанијата нема ингеренции, таа веројатно по ова значи по ова содржина на законот за внатрешна пловидба нема право да се занимава со тоа, односно таму постои една одредба дека пловните патишта може да се дадат концесија на агенција за одржување и користење на пловни патишта, а исто така марини, пристаништа, зимовници, сидришта може да се даваат под концесија. Апсолутно, значи законот го дава тоа право, меѓутоа до сега веројатно не било изградено затоа што не знамете кога станува збор за стопанственик и земање под концесија, сигурно пресудна е пресметката која што ќе ја добиеме и затоа колку ќе биде кјарот. Колку ќе биде, да, така, бидејќи знаете како за добротворни цели се прават други работи, меѓутоа не и огромни вакви инфраструктурни објекти. Меѓутоа на Охрид дефинитивно му треба комплекс во кој што ќе има марина, зимовник, сидриште, сервис за пловни објекти, пумпа за гориво инкорпорирана внатре во самата марина и мислам, повторно велам дека онака како што чувствувам, како што ова локална самоуправа ја сватила работата во однос на марина, сега мислам дека сме најблиску до ова решение. Така. Добро, сега многу е значено, еве имаме пловила низ кои сообраќаат низ нашето езеро, но многу е значено колку се истите безбедни. Која гарантира таа безбедност и дали навистина се почитуваат оние правила и норми кои што мора за да плови еден објект
Еве да започнеме од нешто наедноставно, значи знаеме дека мора задолжително сите оние кои што ќе се качат на еден пловен објект да имаат елеци за спасување. Како е тоа процедурата, значи дали мора веднаш од кога ќе се качат на пловниот објект да ги добијат или во текот на возењето или треба само пловилото да ги има нив како бројка? Во однос на елеците за спасување, ситуацијата е следна. Елекот за спасување е само еден дел од опремата која што треба да има едно кајче, или било кој чамец, или брод. Тука има опрема која што се состои од едно добри 10 точки, пумпи за спасување, рачна апарат, односно рачен прибор за исфрлање на вода, па треба да имаат колут за спасување, барем оние кои што вршат такси превоз и така натака. Кога патниците ќе влезат во пловен објект, тие немаат обврска да ги имаат, да ги имаат елеците на себе. Не сме да биде побаран елек, а да не му е дадено на гостинот, додека децата мора да имаат сите на себе елеци. Секој чамец и секој пловен објект мора да има онолку елеци колку што има места за седење, односно колку што е регистриран, додека за бродовите таа бројка треба да биде плюс 10% за деца. Значи со помали димензии, сите тие елеци треба да бидат соодветно сертифицирани, макар што денеска на пазарот многу ретко ќе најдете несертифицирани и направени според барањата на конвенцијата КОЛА, СОЛАС, МАРПОЛ и така натака и така натака. Така што сите оние кои што се возат на кајче или брод треба да имаат преглед кај се наоѓаат појасите. Појасите не смеат, тие не служат за украс или ние да ги чуваме. Честа беше појавата при контрола да најдеме појаси кои што пикнати се таму некаде во најлони врзани, зошто? Па да не се извалкале. Разбирате? Тоа е ништо друго освен неодговорно однесување. Не постои друг збор за таква работа. Појасите мора да бидат непосредно до патниците. Лесно достапни. Ако чамецот има, да речеме, кабина, онам каде што седат патниците треба да бидат над нив. Во охридските чамци треба да бидат под самите седишта или покрај самите седишта. И тоа апсолутно не бара нити финансии, нити ништо. Тоа бара на сабајле која ќе дојде собственикот да ги распореди и навечер да си ги прибере. Ова велите така треба, дали така е на терен? Така е. Така е на терен, мора да биде така и водиме сметка апсолутно за тоа. Инспекцијските служби знам дека постојано се на терен, нема веќе канцелариско седење. Повеќе сте онаму каде што на вистина треба да се контролира. Што затекнуваат на терен? Каква е состојбата реална? И каква ви е соработката и со другите институции, затоа што сами не можете да постигнете да ставите ред? Дефинитивно. Соработката нас најмногу не врзува со езерската полиција, која што е во состав на граничната полиција, со која што сме имале, значи, екстра однос, барем за оно време кое знам јас, во однос на тоа да даваат свој придонес преку ангажирање на полициски службеник заедно со нашите инспектори. Нашиот инспектор е неуниформиран, има своја значка, има идентификациона своја, значи, значка, ознака, меѓутоа тоа не е доволно да сметаме дека тој ќе е безбеден при контактот со секој. Во секој случај униформа е униформа. Таа е во секој случај, да речем така, поавторитетна и преферираме да при нашите контроли имаме полициски службеник. Повторно велам, на едно високо ниво се односите со Министерството за внатрешни работи. На секој наше барање истапиле многу коректно, придонесле поиќе и од што било побарано, така да во однос на тоа нема апсолутно никаква замерка. Се затекнува се и се што на терен. Се затекнува многу ретко, значи се најде по некој и по нерегистриран објект, кој што апсолутно веднаш бил упатен на регистрација. Се затекнува непотполн број на парчиња појаси, понекогаш определени делови од опремата и така натака, и за сите тие, значи апсолутно првата мерка е исклучување од водениот сообраќај, односно упатување канал Билјани извори. И гледаме да е тоа така. Во оној момент кој ќе го најдеме, веднаш да го исклучиме од самата пловидба, а ако некој таков дојде до повторна средба истиот ден, тоа што е веќе судар со законот. Макар што
гледаме многу повеќе превентивно и проактивно да работиме, отколку да имаме непријатни ситуации во однос на казнување, пишување пријави и така натака. Понатака, една од најзачестените појави е неводењето сметка на која оддалеченост од брегот се движат плавните објекти. Поготово некој глисер, глисира многу блиску, тоа е недозволиво. Тоа веднаш подлежи на казна, без никакво размислување, бидејќи не треба да бидеме, не знам во каква психичка состојба да го правиме тоа. Значи, дали не бев свесен, не видов или не знам што. Значи, ако имате уверение за пловидба, едно од основните прашања и при испитот е на колку далеченост треба да пловите со каков објект. Замерки луѓето праќаат и до нас, имаше замерки на бродовите и така натака, меѓутоа на бродовите ситуацијата малку поинаква, се работи за луѓе професионалци кои што малку поинако си ја сваќаат работата, па веднаш тие пропусти ги исправивме. Така. Исто така и има и едно правило за кајчињата кои што не смеат многу да се оддалечуваат од брегот, ниту па да се обраќаат на некои долги релации. Кајче со весла и било кој пловен објект без сопствен погон не сме да се оддалечува повеќе од 1000 метри од брегот. Значи не сме да се оддалечува повеќе од 1000 метри од брегот, а кајчињата кои што имаат, значи охридското кајче и оние кои што имаат кои што се без надградба и со мотор послаб од 10 коњски сили, тие па не смеат да одат повеќе од една наутичка милја, односно од 1800 и нешто метри од брегот. Тоа вака практично кажано, значи не сме од пристаништето до Светинаум да се оди со кајче? Не, значи од пристаништето до Светинаум може да се оди со кајче, меѓутоа треба да се запази бреговата линија да биде што поблиску до самиот брег. Верувајте, морничаво звучи тоа да видите вие еден чамец во јак стрмец се враќа од Светинаум за Охрид па посред езеро. Тоа веќе повторно неколку пати спомнав, зборуваме за одговорни и неодговорни луѓе, таквиот човек е апсолутно неодговорен и ево апел до сите да некако припазат на ова, бидејќи навистина е сериозно по безбедноста на луѓето. Така. Уште една причина за подобрување на безбедноста на водениот сообраќај е да се направат оние некои маршрути или траси, да се знае точно по која линија ќе се одвива водениот сообраќај. Сигурно има разлика за бродовите, кајчињата, глисерите и така натаму. Дали, знам дека тоа беше ваша интенција, дали веќе е направено такво нешто? Да, првиот и најважниот чекор е преземен, пари во буџетот се одвоени. Тоа е вака една работа за која што нашето министерство се избори, да ја добиеме, значи да ја добиеме таа сума. И мислам дека во текот на мај или јуни сега е период кога од добивањето на решението за користење на средствата имаме избори, таа сума подлежи на јавна набавка и мораме да почекаме конституирање на нова влада па да продолжиме понатака во однос на тоа. Оптимист сум дека ќе ја завршиме таа работа, бидејќи изработката на самите бови и пливачки направи не бара некоја, да речам, особено познавање во однос на машинството, се работи за обични метални пловки, кои што ценам дека околу месец дена ќе биде доволно да се изработат, па со определени сидра таму да се постават и да се одвои максималното, односно минималното доближување на пловните објекти до брегот. Нормално, не на сите. Со тоа, поставување значи, на тие бови на 300 метри, како што законот бара, ќе ги тргнеме од брегот глисерите и бродовите. Слегување кон брегот ќе биде регулирано со една шема, која што ќе капетанија ја изготвува веќе ја работи, а ја работиме спрема потребите, барањата на луѓето, на рекреативците, на бродарите и така натака, на кој пристапен мост, на која плажа и така натака може да дојде пловен објект. Значи, едноставно, кога ќе видите глисер некаде на плажа меѓу луѓе, малку е не е пријатно. Не е пријатно во секој случај и со оваа мерка мислам дека ќе имаме добра една основа да ги ориентираме, бидејќи сега и тие самите не се ориентирани. Не знаат каде се 300 метри, кај се 20 метри, 200 метри. Ако нема правила не може да се замери ако се греши. Да, меѓутоа знаете како, кога се вели 300 метри, значи секој од нас е од прилика свесен дека треба да биде тоа некоја достојна оддалеченост од брегот. Не разбирате, сега може би нема 300, може би ќе е 200, ама нема да е 50. Така. Уште една главоболка која што секој лето не мачи се скутерите. Дали веќе ќе се воспостави некаков ред во оваа област? Дали ќе можат капачите мирно да се капат да уживаат во водите на езерото без да ги вознемирува некој скутерчија? Капачите можат мирно да уживаат во благодетите на езерото и ако
да условно речено има скутери, но го почитуваат некаков ред на пловидба и така натака. Значи, од претходната година и досега во важност си е одлуката на владата за ограничување на пловењето на скутерите. За оваа година на дополнително ќе донесеме, значи, одлука дали ќе остане таа претходна мерка или ќе се воведе некоја нова мерка. Јас не сакам да никој во езерото да биде дискриминиран. Никој во езерото да не биде дискриминиран, направен е еден пресек, знаеме колку скутери се во прашање, кои се бенефитите ако тие пловат, кои се загубите ако тие не пловат и така натака. Меѓутоа фактот е еден. Станува збор за опасни направи по однос на капачите и останатите пловни објекти. И не постои во езеро во Европа на кое што пловат скутери. Че тоа морам да го кажам. Нити Балатон, нити швајцарските езера, нити италијанските езера од типот на Комо или Лаго ди Гарда, едноставно не се плови со скутер. Определени места има по Рајна, определени места има по Мајна и тоа е се, меѓутоа на езерата никаде не постои употреба на скутер. Пребрзи се, тешко се командаат, така што повторно велам, сметам дека обележувањето на пловниот пат и нивното исто издигнување на некоја пристојна оддалеченост со над 300 метри ќе донесе до резултат со поставувањето на овие бови кои што спремаме да ги поставиме. Се уште е рано да кажеме дали ќе се плови со скутери или не, меѓутоа предлозите и од двете страни се намаса и сега ќе видиме. Повторно велам, апсолутно не сакам капетанијата да е нешто што речем ќе донесе една така дискриминација или било кој да се почувствува дискриминиран. Така. Имате уште и една новина, сакавте да апелирате до сите сопственици на охридски чамци или кајчиња, како што ние велиме, за да си добијат онаа плочка која што ќе покажува дека тоа е кајче сушност охридско и ќе е регистрирано. Сите пловни објекти кои што се од фабричка производство, тие си имаат своји идентификацијски ознаки. Значи фабриката поставила жиг, идентификацијски број и се што треба по правилата и прописите. Охридските чамци кои се само градби, таков идентификацијски број или било каква ознака за идентификација немаат. Ние решивме тоа да го направиме и бесплатно на нашите сопственици на чамци ќе им доделиме плочка со идентификацијски број за нивниот чамец, жиг специјален кој што ќе биде удрен и на самата плочка и на самиот чамец, односно на тој еден начин ќе им помогнеме и на сопствениците, а во голема мерка и на полицијата при откривањето на евентуална кражба. Бидејќи сега се украл чамец, полицијата го нашла некако, меѓутоа немате како да утврдите дека да, навистина тој е тој и дека е спорниот. Кога ќе видите дека има број, тогаш е лесно уочливо. Ако бројот е да речеме елиминиран, односно истружен или веќе на било кој начин отстранет, тогаш станува збор, веднаш очигледно е дека нешто се случувало, некакво криминално дејание околу самиот идентификацијски број и нормално после тоа е еден дел кој што помага на самата истрага, повторно велам, за не дај Боже за кражба и така натака. Ова е многу убава работа и за инспекторите, бидејќи постојат во Охрид чамци кои што се од исти мајстор и со иста димензија. Регистриран еден чамец, односно се вози еден, се носи на регистрација друг. Имало и такви случаи. Ние кои што сме пака подолго време во езерото, понекогаш ги препознаваме. Имавме дури еден таков случај. Меѓутоа, за да нема такви работи, да не оставаме ништо на случајноста, затоа ќе направиме на ваква работа. Тоа ништо нема да ги чини сопствениците, апсолутно, е бесплатно. И во законот е влезено дека таа плочка бесплатно ја става капетанија на пристаниште. Така. Нека повелат, нека дојдат. Да. Ние сме тука. На самиот крај веќе завршуваме, времето ни измина, но сакам да ве запрашам бидејќи вие бевте активен капетан на брод, значи ги знаете сите работи од местото на настанот. Се она што се случувало, се она што може да биде прикриено, се она што може да биде како минус, значи за оние кои што се сопственици или кои што работат на пловни објекти, и колку тоа ви помага еве сега во вашето извршување на задачите и на работата, колку ви олеснува или ви отежнува, можеби малку сте сентиментален во некои ситуации или? Па знаете, јас кога дојдов во капетанија на пристаништа, најмногу требаше да ги учам и се уште нормално ги учам административните процедури. Од работата на терен
Апсолутно многу работи ми се познати, човек не може да знае се, меѓутоа во однос на бродовите, во однос на оние места каде што без може да се затекнати, некакви недостатоци, неправилности, дали определен собственик на било кој чамец сака нешто да скрие при техничкиот преглед и така натака. Искуството од непроценливо значење во секој случај. Мислам, јас кога се наоѓам во таква ситуација, прво пристапувам на оние места кои што знам дека може да бидат потенцијално жариште за недостаток. Так, мислам дека тоа е и правата формула за успех во некоја професија, кога ќе ги знаете работите од самиот почеток, па потоа да се издигнувате нагоре. Тоа е основно. Таа хиерархија мора да е, и затоа не случајно е нити во војската, нити во пловидбата звањата почнуваат од морнар. Так. Да беше поинаку ќе почнува од капетан, па ќе завршува со морнар. Така, ви благодарам за учеството во Лупа. Ете, ставивме некои така работи под лупа, стана појасни за сите оние гледачи кои што не следеа вечерва. Ви посакувам мирни води, што помалку да имате работа во однос на тоа да имаме прекршители на законските одредби, да се почитуваат правилата и да имаме што побезбеден воден сообраќај. Така е, добро го кажавте тоа, и ние апелираме на истото. Значи, капетанијата е партнер на сите оние што пловат. Таа не е, значи, во однос на нив некаква вештерка или некој што треба постојано да играат мачка и глушет. Значи, тоа не треба да биде така. Ние сме партнер кој што нудиме луѓето практични решенија. Така, благодарам што имаш.